Во Финска на ден децата учат само еден предмет. Значи во нашата држава, во нашата методологија учениците учат по 6 предмети, па никогаш и 7. Така да кога ќе дојде седмиот забораваат што се учи на првиот час. Развиваме методологија во наставата поинаква од регионот, односно работиме по финска методологија каде што ученикот учи на самиот час. Значи дома не е дозволено да се учи, односно се учи само на час, ако и сака дома може дома да учи. Така да најважно не е ученикот да биде задоволен, да сака да работи и да сака да доаѓа на училиште, односно да не сака да си оди дома, затоа што тука да му биде вториот дом. Например, по предметите како биологија, освен што ги користиме VR хедсетовите, исто така и правиме дисекции. Имаме направена дисекција на лигна, на октопод, на риба, на срце исто така. И секоја дисекција до сега искрено било некакво нова прилика за да научам се повеќе и повеќе за не само моето човечко тело, туку и за останатите животни кои што се нели на земјот. Исто така практичната настава со физика, имаме многу експерименти, секој друг час ни е нов експеримент. По хемија исто така. Пример имаме информатика. Информатика работиме на дигитални градини, односно на паметни градини. Така да ние цел ден ја работиме градината. Значи тука се учат чипови, се прави истражување на колку време се полева водата, значи правиме истражување како да ја подобриме почвата и цел време преку истражување учениците добиваат оценка. Ние работиме на проекти и на истражување каде што ќе вклучуваме родителите да учествуваат во целиот процес. Во програмата која што ја работиме 3-годишна програма, ние сега втората година која што ја работиме, се вклучени Хрватска, Словенија, се вклучени и Романија и Македонија. Се разбира така што ние заедно со родителите правиме дигитални програми кои што ги носиме на ниво на лекции, кои што може секој да ги примени и дома и во училница. Исто така е многу интересно што тие програми што ние ги правиме, ги ставаме на платформа која што е јавна. И таа јавна програма може да ги користат и државните училишта да видат како се учи преку експеримент. Создаваме еден свет како што сметаме дека треба да биде тивок, каде што ќе учиме, ќе работиме и ќе бидеме поинакви, затоа што сметаме дека треба да биде општеството тивко и чисто. Јас мислам дека ако повеќе практична настава се внесе во државните училишта, дека некаков вид на стрес што ние како ученици го имаме може да се отстрани.